Благодарам, председателе. Колешке Даниела Николова, оваа говорница трпи се и затоа можете да бидете вака дрски и да си дозволите да зборувате лаги и невистини. Инаку денешната интерпелација на министерот Цветан Трипуновски отвора едно важно прашање. Дали навистина станува збор за утврдување на одговорност или е обид да се прикрие нечие неуспешно и криминално минато во секторот земјоделие? Цел ден ве слушаме како ја оцрнувате работата на министерот Трипуновски. Но ајде малку да се вратиме наназад и да видиме што наследи Министерството за земјоделие од претходната власт, од која бевте и вие дел. Како и во сите сектори, така и во земјоделието, Социјалдемократскиот сојуз направи потоп. Се дочне се со субвенции со месеци, па и години. Малите производители немаа никаква подршка, ниту пак младите земјоделци. Немавте никаква стратегија за откуп и пласман на производите. Македонија, да, ја направивте речиси целосно зависна од увоз на храна. Јавните предпријатија се посебна приказна, до толку се ограбени и опустошени во тој период додека бевте на власт, што ги доведовте на работ на банкрот. Овде само ќе дадам еден пример за јавното предпријатие Македонски шуми, кој со години беше символ на неефикасност и куп наталожени проблеми, почнувајќи од сомнежи за незаконска сеча, до огромни финансиски загуби, неисплатени плати, работниците без здравствено осигурување. Но за ова не сакате да зборуваме, затоа што можеби ќе биде некој засегнат кој сега седи помеѓу вас. Да зборуваме и за водостопанство, ама и тоа нема да ви одговара. И таму лом направивте. Реките ги опустошивте, секоја прилика ја користевте да профитирате, дали на сметка на народот или на сметка на природата, тоа не биравте. Денес состојбата е многу поинаква. Се исплатија плати онаму каде што доцневте со месеци, регреси на работниците, се воведе ред. Денес во секој сектор од земјоделието има напредок и подобри услови за земјоделците. Ако до пред 2-3 години земјоделците се соочуваа со неизвестност, денес имаме конкретна подршка и политики кои што го враќаат достоинството на македонскиот земјоделец. Затоа, почитувана колешке, фактите зборуваат погласно од вашите празни политички обвинувања и ова интерпелација на министерот за земјоделие ви е неиздржана.